Централен дневник на К1. Добро вечер. Гледајте не ова се настаните кои го одбележа овој 29 јануари. За креирање на нови работни места неопходна е директна комуникација помеѓу работодавачите и представниците на македонската влада. Во новите проекти за млади на ВМРО ДПМН велешани повторно со директен бенефит. Ќе се гради малско игралиште за баскет. Петре Саздов, разобличено уште едно деструктивно однесување на СДСМ. Креирањето на нови работни места значи неопходна и директна комуникација помеѓу работодавачите и представниците на македонската влада. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов на средба со директорот на Неготински Фрико. За креирање на нови работни места неопходна е директна комуникација помеѓу работодавачите и представниците на македонската влада. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов на средбата со првиот човек на Неготински Фрико разговара како оваа компанија со помош на владините економски мерки и понатаму економски да јакне. Ваквиот начин на действување е најдобра можност да се разменат мислења со представниците на компаниите за можностите кои што ги нуди владата на Република Македонија за вработување, за искористеноста на мерките и за мислењата за подобрување на истите од страна на корисниците на оваа мерка. Фрико е компанија која изминатата година потребниот работен кадар го обезбедуваше применувајќи две мерки од проектот Македонија вработува. Условите за водење на бизнис се подобруваат, поддршката од владата расте, а тоа пак придонесува за креирање на нови работни места. И користи мерките кои владата веќе неколку години поред ги донесува. Успешно се носиме со проблемите со производството. Работиме 80% извоз. Повеќе од 11.000 лица минатата година најдоа вработување благодарение на проектот Македонија вработува. Очекувањата се дека до крајот на мај оваа година, кога и завршува оваа мерка, бројката да биде многу поголема. Во новите проекти за млади на ВМРО ДПМН е велешани повторно со директен бенефит, вели Живе Катранџиев, председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Бесплатен железнички викенд за млади, бесплатна обука за компјутерски вештини и изучување на странски јазик, фитнес зони и нова читална се директните бенефиции, потенцира Катранџиев. Идеја дадена на последната трибина организирана од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во Велес станува дел од проектите на партијата, кои во иднина ќе се реализираат. Велес ќе биде еден од градовите во кој ќе се гради малско игралиште за баскет. Една од идеите која што беше промовирана во текот на вчерашниот ден од страна на председателот Никола Груевски беше кажана токму на трибината која што се одржа во саботата, минатата сабота во Велес. Тоа самиот тој факт покажува дека идеите кои што се дадени на самите тие трибини, идеите дадени на деновите на идеи, идеите и дадени стрикно од младите се претопуваат во проекти кои што се реализираат кои што ќе се реализираат во наредниот период. Во презентираните мерки за млади велешани имаат директни бенефиции, вели Катранџиев. Бесплатен железнички викенд, бесплатна обука за компјутерски вештини, но изучување на странски јазици, фитнес зона и нова читална. Младите го препознаваат тоа, гледаат партнер во ВМРО ДПМН и во Унијата на млади сили и секогаш кога имаат некој конкретен проект, некоја конкретна идеја, контактираат со нас, даваат предлози и така натаму. Истото тоа би го потенцирал да продолжи понатаму, значи цела таа соработка која што имаме со младите луѓе во градот да продолжи. За неполни 2 недели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски промовираше 10 проекти кои владата предводена од ВМРО ДПМН во наредните неколку години ќе ги реализира. Ние го продолжуваме континуитетот на она што го правиме постојано, а тоа е проекти за граѓаните и многу работа. Континуитетот на она што ние масовно го започнавме. Тоа е стилот на ВМРО ДПМН и ние немаме намера да се откажеме. А граѓаните најдобро знаат дека кога ќе ветиме, ние тоа и го остваруваме.
Целта од реализацијата на сите овие проекти е една и единствена – подобрување на условите за живот на младите во Македонија. Пет години од своето постоење одбележа доброволното противпожарно друштво Видра од Велес. Заштита на шумите, начин на постапување при пожар и едукација. Ова е целта за која е формирано доброволното противпожарно друштво. Онака како што започна со делење на флаери и едукација на граѓаните, доброволното друштво Видра одбележа 5 години од своето постоење. За членовите на ова друштво подигнување на степенот на едукација е приоритетната цел. Подготвени сме и ние да помогнеме во гаснењето на пожар, доколку има потреба, велат младите пожарникари и волонтери. Доста сме активни во стамбените објекти, каде што редовно ги посетуваме станарите и ги известуваме дека на многу работи, например, како тоа дека треба да немаваат на нивните грени тела, тоа дека оџаците треба редовно да ги чистат, дека оно што очуваат во нивните подрумски простори може да биде опасно. Имаме акции, имаме вежби во пожарната, се е доста добро. Заштита на шумите, начин на постапување при пожар и едукација. Ова е целта за која што е формирано и доброволното противпожарно друштво. На флаери на граѓаните за заштита од пожари, исто така и за возилата за сообраќајки да можат да се заштитат, да видат како треба да се заштитат, како да постапат во случај на сообраќајка, на пожар. Истото, мислам, тоа е дел од работата во тековната година, каде што делевме флаери исто за пожари во железница, на автопат, исто за сообраќајки неколку пати. Негде се поделени околу 8000 флаери оваа година. Тоа е да се запознаат граѓаните. За територијалната противпожарна единица во Велес, постоењето и функционирањето на доброволното друштво ја олеснува нивната работа во процесот на приближување на службата и граѓаните. Граѓаните прифатија, односно територијалната противпожарна единица стана еден фаворит во заштитата и безбедноста на градот, со помошта на волонтерите од противпожарното друштво Видра. Од Видра очекуваат во иднина се зголемува бројот на членови, бидејќи нивната работа е хумана и во насока на обезбедување на поголема безбедност на велешани. Пропадна уште една идеја на СДСМ за создавање на перцепција за фантомски гласачи во Велес, вели Петре Саздов. Македонската и велешката јавност во текот на вчерашниот ден се уверија дека не станува збор за никакви сценарија, туку за семејство кое некогаш живеело во Велес, додава Саздов. Пропадна уште една идеја на СДСМ за создавање на перцепција за фантомски гласачи во Велес. Македонската и велешката јавност во текот на вчерашниот ден се уверија, вели Петре Саздов од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, дека не станува збор за никакви сценарија, туку за семејство кое некогаш живеело во Велес. Тоа се нормални луѓе кои своето право да избираат го остваруваат еднаш и само на едно избирачко место во државата, како и сите други нормални луѓе во Македонија. Но покрај овие луѓе македонската и велешката јавност види и други. Тоа се луѓето од Социјалдемократскиот сојуз, тоа е господјата Весна Стојанова Богоевска и низините наредбодавачи. Саздов вели дека ова било добра можност граѓаните да видат и еден друг вид на луѓе кои од желба за власт реалноста ја замениле со паралелен свет на измислени бајки во кои се зимаат за слобода да омаловажуваат други луѓе. Изминативе денови одново видовме како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дрско и срамно навредува и омаловажува уште едно македонско семејство. Уште едни наши сограѓани беа показани од болната потреба за внимание на една група манипулатори. Социјалдемократскиот сојуз, за да ги оцрни политички противник, оди дотаму што јавно прогласи живи луѓе за непостоечки, за фантоми. Зарем има поголема навреда за човек тој да се прогласи дека не постои. Казната за ова што на сопствениот народ му го прави СДСМ, Саздов вели дека народот ќе ја испорача за 85 дена. Нема тепих под кој ќе може да ги сокриете поразот и срамот од изборите кои ќе се склучат на 24 април. За 85 дена доаѓа 10-та пресуда од народот на адреса на Социјалдемократскиот сојуз.
Знае Социјалдемократскиот сојуз дека одлуката на народот ќе биде брутална по нив, бидејќи народот не ги купува нивните болни идеи, лаги и шпионски сценарија. На 24 април, вели Саздов, ќе биде ставен крај на деструктивното однесување на СДСМ. Општина Демиркапија и Центарот за едукација и вмрежување во туризмот Ценет во рамките на манифестацијата Недела на традицијата Свети Трифун 2016 го организираат настанот надпревар за најдобра традиционална трпеза. Оттаму ги известуваат сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат во овој надпревар, дека може да го пријават своето учество во надпреварот до 3 февруари 2016 година. Повеќе информации можат да се добијат во просториите на Ценет секој работен ден од 8 до 16 часот. Љубовната приказна за Ана и Марко, раскажана од писателката Александра Ѓоргиева во делото Љубов на прв поглед, вчера ја доживеа својата промоција. Ѓоргиева вели, ова е само почеток, најавува промоција на проза посветена на својот татко. Приказната за Ана и Марко, раскажана во Љубов на прв поглед, вчера ја доживеа својата промоција. Љубовните приказни, раскажани од блиски другарки, причина младата поетеса Александра Ѓоргиева да го создаде делото кое ќе сведочи за моќта и силата на љубовта. Па не постоеше баш некој конкретен, меѓутоа има фетен напад на инспирација, има оние случките што ги слушав од моите пријателки и сето тоа собрано и вкопено, ја добив таа приказна. Пред се не планирав да биде роман, туку планирав да биде на збирка од раскази со различен почеток и крај. Меѓутоа, ете, на почетокот ми звучеше добро и си реков зошто да не продолжам и дава повеќе заплети, расплети и ете испадне на книга. Љубовта треба да биде разбрана, без разлика каква е. Фасцинирана од делото на Александра, раскажува промоторката Нада Алексовска. По мене, идејата е во тоа што љубовта не треба да се забранува помеѓу младите, па било и тие да на која страна да припаѓаат и какви да се, треба да се помогне за да вроди плод, да бидат среќни. Ова е прво објавено дело на Александра, но во чест на својот татко, таа пишува проза, дело кое наскоро ќе доживее својата промоција. Заменик министерот за внатрешни работи бара да се одземат возилата и незаконски унапредените да се вратат назад на старите работни позиции. Курир пишува, Катица Јанева ја премина линијата со насилно спроведување на мастер планот на Зоран Заев. Ова се вестите од Македонија. Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање според одлуката на Управниот суд должни се истата да ја спроведат и да ги вратат на старите работни позиции партиските кадри на СДСМ кои Оливер Спасовски ги инсталираше во полицијата, стои во телеграмата на заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков, која през 24 ја објави на нивниот вебсайт. Укажуваме дека ова задолжение се однесува и на работните простории, материјално-техничките средства и документацијата кои што се должат од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи, чии решенија за именување или спроведување се однесуваат на организациони единици во надлежност на Министерството за внатрешни работи, а во врска и по повод кој од страна на Управниот суд на Република Македонија е донесена забрана за преземање на действија, стои во телеграмата. Управниот суд вчера ги стави вон сила сите 29 решенија кои ден пред Нова година ги донесе техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Судот практично ја прифати тужбата на заменик министерот Митко Чавков и изрече времена мерка со која тие се ништовни се до донесувањето на конечната пресуда. Гледаш ли Никола Груевски што прави од државата и како не уназадува? Ти имаш фамилија, соработува инаку ова нема тука да застане. На ваков начин се обраќале обвинителите подредени на Катица Јанева кон лицата повикани на разговор, пишува Курир.мк. Спротивно на законот членовите на тимот на Катица Јанева, Курир пишува дека се јавувале на приватни телефони и испраќале пораки, повикувајќи лица во ресторани или на паркинзи. На едно од повиканите лица, порталот наведува дури дека му е нуден и подкуп само да даде исказ во согласност со насоките кои ги добил
одстапиле од нивните претпоставени. Ваквите незаконски действија, стои во објавената статија, резултирале со 2 кривични пријави. Првата по службена должност против работен во МВР заради незаконско влијание врз сведоци, поднесена против работен во МВР кој имал чести контакти со тимот на Катица Јанева и Оливер Спасовски. Вработениот кој изминатиот период беше метеорски унапреден од Спасовски, се обидел со пари да го подмити повиканото лице да биде сведок на Катица Јанева. Втората кривична пријава е поднесена против тројца обвинители од тимот на Катица Јанева, меѓу кои и кумот на Филип Медарски, адвокат на Зоран Заев, заради малтретирање во вршење на службата по член 143 од Кривичниот законник. Курир.мк подсетува и дека деновиве медиумите пренесуваа информации дека специјалниот јавен обвинител Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев имале средба надвор од Скопје и го договориле мастер планот за одложување на изборите. Истиот според објавените информации, планот требало да се реализира пред посетата на Хан и да кулминира со провокации, упади по домови и други незаконски действија. Курир.мк објавува дека двајца од обвинителскиот тим на Јанева, кои се исклучително блиски со СДСМ и практично се директен линк со партијата, изминатиот период имале секојдневни средби со генералниот секретар Оливер Спасовски за да ги координираат активностите. Во Русија регистрирани се 107 жртви од грип, а во Венецуела се смета дека од вирусот Зика се заразени 4700 луѓе. Закани за поставени бомби во неколку училишта во Австралија. Свето денеска. Расте бројот на заболени од грип во Русија. Регистрирани се 107 жртви. Најголем дел од заболените биле заразени со H1N1, односно свинскиот грип. Жртвите не биле вакцинирани и доцна побарале лекарска помош. Помеѓу жртвите имало и 3 бремени жени, но и 8 деца. Во Русија повеќето од училиштата се затворени. Стручните лица препорачуваат да се избегнуваат посетувањата на јавни места и јавниот превоз. Според Министерството за здравство на Русија, епидемијата ќе почне да опаѓа во наредните 2 недели. Министерството за здравство на Венецуела соопшти дека врз основа на симптомите се смета дека од вирусот Зика се заразени 4700 луѓе. Според нив, вистинската бројка е уште поголема бидејќи пациентите не се свесни дека се носители на вирусот. Предпоставките на Светската здравствена организација се дека во следните 12 месеци од вирусот Зика може да се заразат 3 до 4 милиони луѓе, и тоа од Северна и Јужна Америка, но и од Кина. Подобиените телефонски закани за поставени бомби во неколку основни и средни училишта во Австралија, во сојузните држави, Викторија и Нов Јужен Велс, евакуирани се ученици и вработени од истите. Според полицијата, преку телефонски јавувања, упатени се закани во кои компјутерски генериран глас тврди дека во соодветното училиште е поставен ранец со бомба. Полицијата засега нема информации кој би можел да стои зад ова масовно упатување на бомбашки закани. Инаку во Австралија денеска е првиот училишен ден по летниот распуст. Во тек е продолжението на надпреварот помеѓу Норвешка и Германија, откако во 60-та минута резултатот беше нерешен, односно 27 спрема 27. Евентуалната победа на Германија ќе однесе Македонија во квалификациите во Рио. Следуваат останатите вести од спортот. Македонската судиска двојка Начевски и Николов на Европското првенство во Полска судија 3 надпревари: Шпанија, Шведска, Шпанија, Данска и Русија, Унгарија. На надпреварот кој ќе се одигра за бронзениот медал на Европското првенство, правдата ќе ја делат двајцата македонски судии. За прв пат во нивната кариера ќе имаат можност да судат надпревар за медал.
Пред самиот финиш од Европското првенство во Полска познато е дека македонската репрезентација ќе се најде во првиот шешир пред ждрепката за мондијалниот бараж. Ждрепката за извлекување на двојките ќе се одржи внедела во 13 часот во Краков. Победниците од тие дуели ќе обезбедат пласман на светското првенство 2017 година во Франција. Единствената непознаница е тоа кој ќе го пополни последното место во првиот шешир, а тоа треба да биде четврто пласираната од Европското првенство во Полска. Надпреварите од баражот ќе се одиграат од 10 до 12, односно од 14 до 16 јуни. Екипата на Лос Анџелес Лейкерс загуби од Чикаго Булс во надпреварот во кој еден против друг играат добрите пријатели Коби Брајант и Пау Гасол. Шпанецот 6 години од кариерата мина во Калифорнија, каде заедно со Коби беа одличен тандем и успеа да освојат 2 титули. Ветеранот постигна 21 поен, запиша 12 скокови и имаше 7 асистенции во триумфот на биковите со 114:91. Во дабл-дабл учинок дојде и Джими Батлер, кој за 31 минута на паркетот реализираше 26 поени и 10 асистенции. Кај Лейкерси кои го продолжија деветиот пораз во серија вкупно 39 во сезоната, најефикасен беше Кларксон со 16 кошеви. Торонто пак ја запиша 10-та победа во низа, пред своите гледачи ти беа подобри од Никс со 113:93. All-Star играчите Лаури и Дерозен дадоа по 26 поени, додека на спротивната страна Афлало уфрли 20 поени. Продолжува периодот на стабилно и топло време. Денеска температурата се искачи до 11 степен. Во продолжение да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Благодарам на вниманието, почитувани. Ви посакувам пријатна петочна вечер.